Некој се и запрашал зошто баш тема на денешниот настан е превртена училница, од оправдани причини, зашто честопати овие модели, педагошки модели ги применуваме, а никогаш никаде не ги евидентираме, не ги забележуваме, дури ни во нашите тематски планирања, ниту во дневните подготовки, а секогаш се тука и секогаш ги спроведуваме, некогаш и од многу порано, а во последните години, особено по-ковидно и за време на ковид, дури и секојдневно. Па сакав малку да сите да се потсетиме од многу прочитани трудови од колеги кои што пишувале на истата тема, слушани предавања. Сакав се да соберам на едно и да дадам некаков мој суд, некакво мое мислење за истото. И однапред кажувам, не морате со ништо да се согласите и би сакала и би било мило доколку би ве инспирирала, па и вие да организирате некаков тематски настан со иста или со слична тема, да едноставно да разменуваме мислења и да дојдеме до подобри решенија и поправилно да применуваме се што е во врска со наставата. Па почнувам. Првото, и секогаш почнувам од прашањата, па и сега што е превртена училница. Можете да забележите една фотографија која што е направена во камера обскура. Таа токму дава такви превртени ликови како што е и денешната тема и самата училница за која што ќе зборувам. Превртената училница е интерактивен и комбиниран пристап за учење кој се фокусира на индивидуално и активно учење наспроти традиционалното фронтално учење. Учениците дома ги запознаваат новите содржини и концепти и ги практикуваат индивидуално на училиште, односно предавањата и домашната задача се превртени. Учениците дома ја совладуваат наставната содржина, а на часот увежбуваат, презентираат или применуваат наученото во зависност од моделот на превртената училница што сме го одбрале за тој час. Модели на превртена училница најчесто се дискусија, демонстрација, работа во групи, заменети улоги или делумно превртена училница. Овие педагошки модели се воведуваат со претходно подготвени ресурси како што се снимени видеоматеријали, пишани материјали, презентации, насоки на самостојно учење кои учениците ги гледаат, односно читаат дома и доаѓаат на училиште со предзнаење за содржините што ги обработуваме. Модел на превртена училница се фокусира на самостојно учење и како учениците формираат свој процес на учење на дадена тема, додека традиционалниот модел се фокусира на наставникот како примарен извор на информации. Главната идеја на превртените училници е да им се помогне на учениците да научат како да учат, тоа е едно од највисоките нивоа, наместо да се предава тема за оценување, содржината е прилагодена на ниво на разбирање за сите ученици. Денес од голема помош се Eduino видеата со снимените часови што многу често ги применувам и ги известувам колегите кога ќе применам некое видео, во кои лекциите се креирани врз основа на наставната програма и критериумите за оценување на знаење на ученикот. И навистина се одлични, само што забележав еве во последната тема немаме за сите снимено, па ќе треба некој да се потруди и тоа да го доврши. За редовните часови материјалот за содржините обично е директен наставен материјал што учениците можат да го разберат без многу потешкоти, додека за вон наставните активности можат да бидат и вон материјалот според можностите и интересот на учениците. Ова ќе препознаат колегите физичари, знаете дека нашиот материјал според планот и програмата е до рамните огледала, додека сферните огледала и леките можеме само да им помогнеме на учениците да ги подучиме нешто, доколку
постои интерес кај нив, за да не постои толку голем јаз помеѓу она што се учи во основно и во средно училиште. Зашто навистина програмите многу ни се разликуваат. Во превртена училница најголема ангажираност, како впрочем и во секој педагошки модел, има наставникот, кој ги подготвува ресурсите, дава насоки, го следи ученикот, коригира ако има потреба, му дава повратни информации, по завршена тема спроведува проценка на стекнатите знаења во одделението преку интерактивни квизови, наставни ливчиња и слично. Зошто и кога се појави овој концепт? Сметам дека и пред момциве овој концепт постоел, освен снимените видеа, ако сметаме тоа, да, заради нели и цените, и интернет, и местата за споделување, навистина видеата почна нешто подоцна, додека материјали секогаш споделувавме со учениците и честопати умеевме, ако сметаме дека еден час од 40 минути нема да можеме да завршиме тоа што сме го планирале, умеевме нели да ги воведеме и на поинаков начин со делење на материјали нешто да поднаучат и дома. Но се смета дека моделот на превртена училница првпат беше имплементиран од двајца наставници во Колорадо, Джонатан Бергман и Арон Самс во 2007 година. Идејата им дошла кога сватиле дека учениците кои отсуствуваат од часовите поради болест и други причини не можат да постигнат со темите кои се изучуваат на часот и започнале да прават видеа од часовите и ги користеле како материјали во училницата. Моделот на крајот стана многу популарен, еволуираше во полноправна техника за учење која направи револуција во светот на образованието. Ние им се приклучивме 2009 година преку ПЕП проектите, а веќе 2010 година бевме поддржани од Министерството за информатичко општество и така започна развивање и на отворени образовни ресурси во Македонија. Без разлика дали спроведувате традиционална или превртена училница, треба да инсистираме учениците да завршуваат задачите, како училишните, така и домашните, и на крај задолжително да добијат повратна информација преку тестови, практични вежби, дискусии и слично. Во превртената училница постојат две фази на учење: дома, гледање однапред снимени видеа со содржини кои ќе се обработуваат, читање на материјалите за часот, учествување во онлайн активности и истражување, и во училница учествување во практики на зададена тема, меѓусебни дискусии, презентации, дебати, изведување на експерименти, учествување во формативните проценки. Како да ја ствртиме училницата? Превртувањето на училницата не е едноставно, бара повеќе подготовки и ресурси, што се уште кубуриме со ресурсите. Методот на превртена училница се потпира на технологијата, имаме потреба од интерактивни алатки, лекцијата да биде што попривлечна за учениците, исто и околу технологијата, верувам, како моето, така и уште многу други училишта се поприлично сиромашни и би требало да поработиме на тоа ако сакаме без разлика каков педагошки модел ќе применуваме, би требало да држиме настава од 21 век, зашто во него впрочем и живееме. Треба да креираме видеолекции, да направиме содржини достапни за учениците, да го следиме и анализираме нивниот напредок и многу повеќе. Користејќи Teams можеме да управуваме со учењето, да креираме, споделуваме содржини, анализираме напредокот што го постигнале учениците, испраќаме повратни информации, а истото ова во онлайн настава првите 3 месеци правевме и преку Google Classroom, па сега и кога тргнавме, многумина од колегите активирале повторно
Google Classroom, иако на ниво на држава попрепорачливо е сите да бидеме на Teams од безбедни причини. Потоа, превртените училници главно се заснуваат на ангажман на учениците, затоа е потребно да осмислиме што повеќе активности, експерименти, се што поттикнува интерактивност. За повторување на наученото со учениците најпривлечно е да направиме квиз или интерактивна презентација. Тоа навистина го сакаат и преку тоа наједноставно ја учат. Ако сакаме поголема прегледност, можеме да направиме свој падлет за соработка, каде што учениците можат да креираат, споделуваат, дискутираат содржини со нас и со соучениците, или уште поубаво е кога би имале за секое оделение да направиме посебен падлет, а може и на секоја лекција, и да можат самите ученици меѓусебно да соработуваат, да споделуваат своите информации, дават забелешки, оценуваат и слично. Потоа примери за превртена училница. Стандардна или конвенционална превртена училница. Овој метод е многу сличен на традиционалниот метод на настава. На учениците им се дават видеа и материјали за гледање и читање, да ги подготват за некој следен час како домашна работа. Во текот на часот учениците вежбат наученото, додека наставникот има време за индивидуална работа или посветување малку повеќе внимание на оние на кои им е потребно. Ова го истакнав зашто особено сега на крајот имаме потреба, доколку имаме деца со посебни потреби или деца што побргу напредуваат или пак ученици што сакаат да поправат оценки. Дали сега на крај во секој случај часот 40 минути е многу мало, а доколку имате 1 до 2 часа седмично, тоа е навистина малку време и убаво е барем на ваков начин да можеме да ослободиме малку од времето, да можеме да се посметиме на другите, а додека оние позаинтересираните и така да кажам, подобрите ученици можат да им помогнат на другите и да го испредаваат новиот материјал. Како што сугерира самото име, овој модел на превртена училница ја менува улогата на наставникот. Значи, учениците ја предаваат новата наставна содржина по сопствена замисла. Ова е малку сложен модел и мислам дека е попогоден за повозрасните ученици, ученици од 8 и 9 оделение. На учениците им се доделува тема и можност сами да креираат видео содржина или да користат постоечки содржини, нашите Едуино, достапни на различни платформи, го подготвуваат часот и ја презентираат содржината со соучениците, а наставникот е наблюдувач, помагач и коректор. Учениците го оценуваат предавачот и му кажуваат што им се допаднало во предавањето и што научиле. Виртуелна превртена училница, понекогаш кога имаме потреба од повеќе време, како што пред малку кажав, по тие 40 минути, кога ни се малку, за да ја заокружиме целината, тогаш активностите од реалната училница можат да се преселат во виртуелна. Нормално, ако има заинтересирани ученици, тогаш бираме содржини, разгледуваме музеј, тоа го потенцирав зашто оваа фотографија е од музеј Матка, иако бев дома, моите ученици убаво ме прошета и ми покажа секој експонат и го опиша, така да имав чувство како да бев со нив. Значи, може да се искористи и такво нешто. Потоа демонстрации во овој пример на превртена училница, учениците имат за домашна задача да ги изгледат видеата или да ги прочитат описите на некои појави или експерименти, а потоа за време на часот да го применат наученото, да демонстрираат и да донесуваме заклучоци. Превртена училница е применлива, значи, за секој предмет и е за сите возрасти со внимателно одбрани ресурси за зададени содржини.
Сега еден заклучок од моето досегашно искуство дека ваков пристап на учење им одговара на трудолюбиви и надарени ученици, ученици кои сакат да учат, за ученици со потешкотии во учењето. На ваков начин на работа наставникот подобро ги запознава учениците, ја прави училницата и работата на паралелката транспарентна, тука се и родителите, нели, па секогаш имат увид што правиме, што учиме или што нивните деца треба да сработат. И е една од техниките за учење кога наставникот или ученикот се отсатни, без разлика од која причина, секогаш да е во тек во тоа што го правиме. А особено ако имат своји групи па да споделуваат што тековно се прави на часовите, што подготвуваат и што се учи, тогаш веќе е полн погодок и ваква работа. Смектам дека превртените училници одлично функционираат затоа што учениците кои се љубопитни, поголемиот дел од своето време го поминуваат создавајќи, анализирајќи и на тој начин се здобиваат со трајни знаења. За многуми на превртената училница се сведува на гледање на видеа. Мислам дека такво размислување е погрешно. Поентата на превртената училница е активно вклучување на учениците во учењето и создавањето содржини кои многу за нив имаат смисла. Ова го кажувам зашто кога ќе дадете некаква задача, особено ако имате ваше видео или од колега, ете од овие Едуино видеа, и најчеста забелешка ќе добијат како може наставникот или што чудна задача наставничката дала, детето сега треба да седи дома и да гледа некакви видеа. И не може да не се спомне и Блумовата таксономија. Знаете дека е ревидирана и дека именките се префрлени во глаголи со кои се опишуваат очекувани исходи, исто така петото и шестото ниво се сменети, нели секогаш завршуваше со евалуација, сега со синтеза, односно со креирање. Не попусто ја спомнав и Блумовата таксономија, зашто кога ја превртуваме училницата, редно е да се преврти и Блумовата таксономија. Мало подсетување за Блумовата таксономија, знаеме дека опфаќа 4 категории на знаење, дека тоа се фактички знаења, концептуално знаење, процедурално знаење и метакогнитивно знаење. Исто така, до секое тоа ниво можеме да дојдеме со 6 нивоа на когнитивни процеси, како запамети, објасни, примени, анализира и оцени и созда, и тоа и шематски ќе видиме подолу. Значи, и Блумовата таксономија исто така понекогаш треба да се преврти. На крај ќе завршам со пример од превртена Блумова таксономија во превртена училница. Значи, наместо да тргнеме со знаење или најчесто одиме и започнуваме со знаење, разбирање, примена и тука некако остануваме и во мал процент одиме на анализа, евалуација или синтеза. Така што мислам дека е дури и поинтересно кога ќе тргнеме обратно, кога ќе тргнеме од креирање, односно синтеза, па евалуација, па понатаму анализа и се друго што следи. И подсетување кога ученикот може да се препозна, односно може да препозна и да се сети на термин, на факт, на символ, кажуваме дека се работи за когнитивен процес знаење. Потоа кога ученикот може да ја разбере основната идеја во она што го чул, видел или прочитал, може со своји зборови да ги изнесе разбраните идеи, кажуваме дека се работи за когнитивниот процес разбирање, па примена, кога користи информациите да реши нов проблем, да ги поврзе со претходното искуство, да предвиди исход од активноста, и реков најчесто тука застануваме, па дури и тестови по нивоа на тежина, некако ни се секогаш поделени на овие 3 нивоа. Додека кога ученикот да ја разложи идејата или поимот на неговите составни делови, може да идентификува релации меѓу елементите, причините и последиците, сличностите и разликите, кажуваме дека се работи за когнитивен процес анализа. Потоа следи евалуација
искажува информацијски ставови за вредноста на идеите или материјалот, користи стандарди и критериуми да ги поддржи гледиштата и последното, шестото, синтеза, односно креирање, значи може да поврзе елементи од на нов оригинален начин, прави структури што ги знаел, комбинира поситни информации во генерализација или заклучоци. И подсетување на Блумовата таксономија, пример за превртена Блумова таксономија и превртена училница, е интересен проект, односно проектна активност, што ја имаме во 9-то одделение ние физичарите по предметот физика, тоа е енергија на еден остров. И убавината во ова проектна активност е што е дел од редовната настава и што секој училиште, секој наставник поинаку ја реализира. Сметам дека сите започнуваме токму од превртена Блумова таксономија, зашто фактички од синтезата, од креирањето, зашто еве конкретно последните 3 години секогаш испраќам цело одделение ученици на некаков пуст остров, нормално виртуелно. За самиот остров тие се решаваат каде ќе одат, може да биде некаков реален, а може да биде и некаков имагинарен, со тоа што претходно треба да го замислат, да го опишат, да знаат со што можат да се сретнат на тој остров, дали ќе имат извори на питка вода или ќе мораат да прочистуваат солената вода да ја пијат и сето тоа. Значи, стартуваат со некаков свој независен проект, дизајнираат план на истражување и фактички тоа спаѓа во тој когнитивен процес синтеза. Потоа треба да одреде оправданоста на секоја постапка или барем на некои постапки што ќе ги изведуваат додека се на островот, па потоа да анализираат при самото тоа што ќе прават и извештај за настаните или може да се одредат само на неколку клучни настани и дали сите тие нивни предвидувања претрпеле некакви промени. Потоа доаѓа примена, па разбирање и на крај знаење. Значи и да се насочат само на една работа што би нека биде кога веќе ја спомна водата, прочистување на водата и начинот на кој што ако веќе се решиле да има некаков питок извор на вода, треба да се сигурни да нема ништо да им се случи. Сепак ќе морат да испитаат и на кој начин ќе го направат тоа или ако нема како од солената вода ќе ја добијат питката вода, што треба едно цело одделение и 30 ученици во текот на една цела година да го пијат без проблеми.